Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменогов. Изминативе десетина дена многу се актуелни темите околу тоа како ќе се трошат британските пари од договорот со оваа земја. Слушнавме најново дека ќе се потрошат за изградба на проектот Чебрен и Галиште, тоа се хидроцентралите, и само да ви напомнам дека овој проект датира некаде од 60-тите години од минатиот век, што значи дека 6 децении или повеќе од половина век се планира да се изградат овие две централи. Но не е само половина век планот за хидроцентралите, половина век се планира, например, и брзата железница, таа е од 70-тите години на минатиот век и таа исто така ќе се гради оваа година и ќе чини околу 2 милиарди долари. Исто така се планираат патишта, автопатишта, болници, нешто што требало да се изгради во минативе 50, 60, 70, 80 години, што значи дека прилично доцниме, но исто така денеска нема да зборуваме за овие проекти, ќе зборуваме за нешто друго, што исто така се гради можеби 50 на години, но во помнеке 30 на години, а тоа е така наречениот дигитален автопат што постои во светот, каде што се приклучуваат компаниите, се приклучени владите, приклучени се граѓаните, приклучени се плаќањата, се е дигитализирано и тоа веќе постои некаде околу 30 на години, значи од средината на 90-тите години енормно тоа заживеа во светот, но ние, како што знаете, веќе во овој подкаст сме обработувале дека сме далеко од тоа. Него составуваше министерот за дигитална трансформација и гледаме дека ние го немаме тој дигитален автопат во државава, каде што односно сега се гради и не сме приклучени на него, односно во иднина треба тоа да го направиме. Повторно ние доцнеме. Овој пат само 3 децении наместо како што си доцнеме 5 децении, 6 децении, 7 децении. Денеска ќе зборуваме значи за дигитализацијата, но од еден друг аспект, не од аспект на државата, ќе зборуваме од аспект на приватниот бизнис, но и од науката, односно од тоа како да се спојат трите главни компоненти за да стане дигитализацијата корисна, односно не само за граѓаните, туку и за компаниите, и ќе зборуваме значи како државата, компаниите и науката, односно факултетот во овој случај Финки, да се спојат во една точка и да продуцираат дополнителна вредност, додадена вредност, од што кориски имаме сите како општество. Да не должам многу да најавам првин кој ќе ми бидат денеска гости, тоа е Васко Кроневски, тоа е првиот човек на Next Sense и кој исто така дел од Македонија 2025. Добре дојдовте. Вие сте еден од поканата, да. Да, вие сте еден од големите играчи од Македонија, компанија што соработува во 25 земји, има бизниси, затоа ве викнав, но исто така вие го знаете добро секторот, бидејќи сте дел од комората, но и од Македонија 2025, така што сте компетентен, исклучително компетентен да зборувате на темава. И вториот гостин е деканот на Финки, Боро Јакимовски, човекот кој што како декан во моментов управува со студенти, 5000 студенти, односно околу 10% од сите студенти во државава се кај вас на факултет. Благодарам за поканата. Доточно е, факултетот прерасна изминатите 13 на години во најголемиот факултет во државата и гордо го носи приматот на најголеми, тоа и морам да кажам, можам да признам и најуспешен, бидејќи продуцираме кадри кои што наоѓаат работа лесно, предонесуваат многу на национално, меѓутоа и на глобално ниво во развојот. Тука доаѓаме до она што е основното зашто ве поканив, она лајт мотивот за овој подкаст е една реченица што ја кажа господинот Кроневски, а тоа е на самитот Македонија 2025 што се одржа пред 10 дена, каде што изјави дека ние користиме технологија, но не создаваме технологија, иако после имаше надополнување дека сепак создаваме технологија, но ајде објасните ми што сакавте да кажете со таа реченица. Пред се благодарам за поканата. Јас го следам вашиот подкаст, навистина интересен и чест ми е да сум дел од подкастот. Поздравувам и Боро, соработник во многу сфери во кои што заеднички работиме во оваа индустрија. Темата на панелот на самитот беше испровоцирано тоа дека ние цело време зборуваме за конкурентна економија, економски раст, развој на извоз, зголемување на извозот и така натаму, и зголемување на потенцијалите за достапи до нови пазари. Тоа знаеме дека денеска е скоро невозможно без примена на технологија во сите сфери од животот. Дали станува збор за земјоделие или за финансиска индустрија или било каде, ние не можеме да изградиме конкурентни фирми без технологија. Но ние таа технологија во голема мера ја увезуваме. Многу мал број се компаниите во Македонија кои што создаваат технологија дома. Повеќето од нив даваат услуги за
увоз, интеграција и примена на технологија произведена некаде надвор. И ако гледаме да го анализираме нашиот потенцијал кој што излегува од факултетот, најголем процент, 95% од тие кадри преоѓаат во сервисна индустрија да работат за компании што создаваат технологија кои што не се македонски. Дали тоа ќе биде во аутсорсинг тука или ќе се преселат некаде надвор и ќе работат за некои од големите технолошки компании, тие не придонесуваат за создавање на домашни технологии. На рака се бројат компаниите во Македонија кои што успеале некако да се трансформираат делумно или во целост да работат на развој на нови технологии кои што ќе бидат применети во Македонија или некаде надвор. Што значи таа нова технологија? А сега ние тоа го подразбираме бидејќи дигиталниот свет не е толку познат на пошироката јавност, мислам на младата генерација е познат, но да речеме оние над 30 години не се толку упатени во тој свет на дигитални технологии. Што значи тоа дигитална технологија, односно да создаваме технологија, зар можеме ние да се надпреваруваме со поразвиените земји на овоа поле? Можеме, ние имаме примери во Македонија на компании што извезуваат технологии надвор. Нашата компанија извезува технологии надвор веќе повеќе од 20 години. Причината за тоа е бидејќи во даден момент сме успеле да најдеме некаква тесна специјалност која што во моментот не била широко распространета насекаде во светот. Причината за тоа биле некакви случувања на домашниот пазар што нас не испровоцирале да најдеме решение за одреден проблем и да бидеме меѓу првите што тоа го направиле. Кога сте меѓу првите што тоа го направиле, кога добиете доволен број на клиенти, ви имате доволно ресурси да го финансирате развојот, да тоа и понатаму се развие да биде конкурентен производ. Но за да тоа се случи, треба да се создаде состојба на побарувачка и на потреба. Ќе дадам еден многу едноставен пример што неверојатно сите го знаат. Во Македонија револуција уште не е достапна. Формално не е достапен. Но ајде си го поставиме прашањето. Компанијата што го создала Revolut, го создала и го иновирала како производ, како технолошки производ, во средина каде што било дозволено да се прави управување со банкарски сметки надвор од банката. Тоа се вика отворено банкарство или instant payment, или како и да го дефинираме тоа. Тоа во Македонија сега се случува. Ако ние како Македонија ги правиме реформите за доцнето со 10 на 15-20 години во некои области, технологијата потребна за да се овозможат тие реформи ќе дојде и ќе се создава за доцнето. Доколку компаниите не делуваат изворно на странските пазари. Но ако во Македонија се направат некои исчекори, промени, реформи, нема ни да кажем усогласување со европско законодавство, пошто тоа е само една од можностите. Навремено и бидеме пионерите во нивната примена, ќе создадеме можност да некои од домашните компании иновира и создаде решение за конкретен проблем или потреба и со тоа да се појави на светскиот пазар како една од првите што тоа го прави. Сега доаѓаме, спомнавме бројката од 5000 студенти кои што се активни во моментов. Професоре, ја имаме она што се вика базата, го имаме она што може да предизвика раст, развој и односно ја имаме критичната маса. Секогаш за некој развој треба да се има критична маса, но дали овие студенти што излегуваат имаат добро милје за да можат да работат и дали се прилагодени на пазарот на труд и да создаваат овде во Македонија? Точно е дека представа предизвик да особено во област која што многу често се менува, секојдневно технологијата има новини кои што треба да се следат, да се биде студиските програми да бидат да кажеме во тек на истите, на сите тие промени. Високото образование представува комплексен елемент. Еден елемент е секако основата која што треба да ја дадеме во развој на инженерите кои што треба да бидат доволно способни да учат брзо и да совладаат нови технологии, а секако и делумно да ги спремиме со технологиите кои што се тековно актуелни, со цел да можат полесно да се прилагодат на пазарот на трудот. Верувам дека факултетот тука вложува максимални напори да се пратат тековите, меѓутоа секако и главната сршта на соодветните студиски програми е да се приспособат во рокот на тие 3 или 4 години студентите да можат да учат до крајот на животот, бидејќи таква е професијата во која што се учи секојдневно и многу во текот на неколку години се менуваат многу технологии во кои што ќе се развиваат проектите
и способноста со која што ние вештините, дел е знаење, дел се вештини, се комплементарни во студиските програми. Спомнав нешто, дигитален автопат, тоа ние го зборевме во минатите подкасти, тоа е еден автопат каде што ќе се вклучи бизнисот, ќе се вклучат граѓаните, ќе се вклучат институциите и тоа у суштина треба на тој автопат да бидеме сите ние и ќе користиме услуги и што се произведуваат дали од компаниите, дали од државата, а ние како граѓани да ги користиме, но и бизнисот да ги користи сите тие услуги. Дали сметате дека сме доволно вклучени нашите студенти и сите што излегуваат од вашиот факултет во градење на таков еден автопат и дали се искористени од страна на системот за побрзо да го надминеме тој јаз, бидејќи јас сметам дека се имаме јаз во поглед на поразвиените држави од нас, па дури и во регионот сметам дека имаме еден јаз во поглед на дигитализацијата и во однос на Србија, на пример, што е поголема од нас, но не беше толку понапред од нас во оваа сфера. Дали се користи овој потенцијал што го дава Финки на добар начин или она што го кажа соговорникот дека работиме на дворешно, односно аутсорсинг се работи? Две-три приоди теми не е така едноставна работата. Метафората автопат, дигитален автопат е многу широка. Во контекстот во кој што претходно сте разговарале со министерот, повеќе претпоставувам инфраструктура која што ќе треба да ја послужи на државата да биде дигитализирана од аспект на државна администрација. И тука секако има многу, на изминатите години премногу развивано, меѓутоа дел од тие работи се развивани парцијално, тоест одвоено, а Македонија е мала држава да инвестира многу на различни страни, кога сето тоа може многу по како што го прават и големите корпорации. Македонија сметете дека една голема корпорација која што сега нема да прави парцијални решенија, туку ќе треба да направи нешто по централизирано, особено во делот на инфраструктурата која што еден голем дел и е скапа и тешко е да се одржува. Тука имате и сервери, имате и безбедносни механизми, имате и лиценци на софтвери и така натаму, кои што ако ги поделите на повеќе острова, многу кратко се зголемува трошокот и тука верувам дека имаме простор многу да се подобриме во таа насока и верувам дека ќе се подобри таа состојба. Од аспект на компаниите, на тие работат веќе голем дел, основно им е да имат пристап до интернет, ги користат светските клауд провайдери за да ги состават своите решенија, така што тука сметам дека и ние ги припремаме на факултетот студентите со тие познавања, бидејќи веќе порано можда беше некакво устручување клауд, а сега е веќе хоризонтална основа која што сите мора да знаат дали ќе работите решенија во софтверски развој или во заштита или во безбедност или во обработка на податоци, data science или било што, пак тоа е основата која што сите мора да знаат. Вие доаѓате од науката, значи од Финки, вие доаѓате од реалниот сектор. Господине Кроневски, прашањето е дали повеќе сакате добар практичар или завршен на Финки без искуство? Што е поважно, на пример, кога ќе ангажирате? Сакате ли оформен инженер, на пример, бидејќи полесно ли ќе го научите или некој што е практичар што знае да се снајде во практиката? Што било да Суштината која што се бара кај нас, верувам и кај повеќето компании е солидни инженерски основи. Учењето е доживотно, како што кажа. Так. И Боро, кај на студентите што дошле како практиканти пред 3-4 години, тоа што го работат денеска со тоа што го знаеле пред 3-4 години, комплетно се разликува. Бидејќи они во последните 3 месеци научиле нови работи кои што не ги знаеле во претходните 3. Динамиката е таква да секој мора да се дообразува и да речеме осознава нови знаења на дневно ниво. Но за да може тоа да го направи, треба да има многу солидни основи. А тоа не може да го направи ако ги прескокнал чекорите, не би рекол само за време на факултет, него проблемот настанува многу порано, станува во основното образование, каде што природните науки стана попатна работа, а не основна работа. Во средното образование, каде што се ретки средните училишта кои што навистина вложуваат во квалитетно образование на природни науки, кои што се основата за да некој може да стане квалитетен инженер. Кога ќе дојдат на факултет, веќе нема време ние да ги надокнадиме знаењата што требале во изминатите 12 години да бидат осознаени. Така да, кога зборуваме за STEM или за природни науки и така натаму, тоа е доживотно образование уште од мали нозе. Ние тоа треба го негуваме како такви. Може би дополнил на што претходно зборуваше бил
Всушност станува збор за дигитална инфраструктура. Не станува збор само за дигитален автопат и да, во рамки на државата, за потребите на државата, но и за потребите на бизнисите и на граѓаните. Бизнисите не можат квалитетно да се развиваат ако не можат навистински да искористат дигиталната инфраструктура од државата. Точно е, државата во изминатите 10 на 12 години инвестираше во некои од компонентите на таа дигитална инфраструктура. Но таа не е завршена во целост, како едно, и второ, таа во континуитет еволуира. Ние во континуитет мораме да ја осовременуваме. Податоците што ги управува државата за граѓаните и за бизнисите не се само на државата, тие се потенцијал за развој и на бизнисите. Ако бизнисите имаат начин, почитувајќи ги сите законски прописи за заштита на лични податоци, за право на пристап до одредени податоци, имаат можност да пристапат до таквите податоци, ќе направат нови иновативни решенија како ќе освојат нов пазар, нов клиент или ќе дадат поквалитетна услуга. Тие податоци, за да бидат квалитетно презентирани или станати достапни на граѓаните и на бизнисите, тие пред се треба да бидат квалитетно обработени. Значи, тој што е задолжен за тие податоци, дали е тоа министерство или агенција, мора да го осигура квалитетот на тие податоци, ажурноста на тие податоци и да осигура дека правото на употреба на тие податоци согласно законите дадено на сите кои што тоа треба да го имаат. За тоа да се овозможи се тие билдинг блокови кои што ги дискутираме, кои што треба да бидат направени, и тоа е улогата на државата, да ја создаде инфраструктурата, а бизнисот ќе иновира и ќе си донесе нови решенија како дојдеме и тука има многу направено, за жал малце искористено и во рамки на државата и од надвор. Како да се иновира? Сега дојдеме можеби до клучното прашање. Значи ова е денеска што се употребува технологијата веќе е застарена. Тоа е вчерашна технологија. У суштина се гледа утре што ќе биде, бидејќи тоа и почнува да се живее утрешнината. Малце е чуден овој свет дигитален, затоа што ова што ни е познато, што го гледаме, тоа е веќе застарено. Треба да се размислува на утрешнината. Како да дојдеме до иновации? Односно како да бидејќи тоа е економска категорија, тоа носи пари. Овде се умот го претвараш во бинарен код и тој бинарен код после го наплаќаш многу повеќе од што си вложил сати работа. Тоа е чиста пара, чист ќар, тоа е добар бизнис во суштина. Како да направиме иновации? Ајде, затоа сме во суштина лајт мотивот на целиот подкаст ова, како да создадеме услови да станеме конкурентни, првен иновативни, а после тоа да се примени во бизнисот. Ајде првен како до иновации, односно до нови технологии во држава. Можеме ли ние како држава тоа да си го дозволиме? Пред се да тргнеме од основата на иновацијата. Иновацијата е решение за некаков проблем. Значи, ние на иновација не се случило ако немало предизвик или некаква потреба. Да се движи возилото побрзо или да можеме да летаме во воздух и така натаму. Значи, се појавила желба или потреба или проблем, заради кој што некој пробал да најде, базирано на наука, некакво решение, за да го реши тој проблем. Иновациите може да бидат со применети врз база на постоечки иновации со дополнување или да бидат breakthrough иновации или такви револуционерни иновации, кои што во целост ќе променат некаква парадигма или некакво до тогаш начин на работење и во целост ќе го променат. И едните и другите се возможни кај нас. Суштината за тоа да се случи, ако го зборуваме од аспект на бизнисот, пред се е пазарот. Ако нема пазар, нема на кого вие тие иновации што ќе ги создавате да ги продадете. Имаме ли пазар? Кај нас има пазар, но не е доволен. Да се биде иновативен и да се одржи конкурентноста на тоа што ја го работите, пазарот во Македонија е премал и во регионот е премал. Зашто гледаме дека најголем број на иновации се случуваат во општеството што е најпотрошувачко општество во светот, во Соединетите американски држави. И заштитата на тој пазар и тоа што сега се случува со воведување на тарифи е всушност бидејќи сите сакаат да добијат пристап до тој пазар кој што потроши најмногу. Тој е најголемиот пазар и тамо најмногу иновациите можат да дојдат до успех. Тоа не значи дека кај нас не може. Може, но компаниите треба да пробаат да адресираат одреден фокус, дел од пазарот, а не целиот. Јас можам да бидам специјалист само на одреден сегмент во пазарот. Ја не можам да бидам специјалист во сите области. Така. И како услужна дејност, но и како производ. Ако создадам производ за заштита од
цајбер напади и тоа е веќе широко поле. Треба да биде производ во многу потесно поле и да ја пробам да најдам што се случува во светот на во овој момент, што другите нудат и што јас подобро од другите можам да Што направам. може да го оптимизирате. Сега доаѓаме до прашањето, затоа и професорот е викнат, колку ние создаваме база да одговориме на ваквите постулати што ги кажа господинот Кроневски, да можеме да иновираме, односно нашите луѓе да бидат дел од иновациите и напредувањето на производите, а не само лон систем да работат, односно да даваат што се вика мануелно умствен труд без додадена вредност, односно да се работат само за пари. Колку ги создаваме, колку нашиот образовен систем е подготвен да следи вакви бизнис ориентации? А тука не е само образовниот систем. Образовниот систем создава, формира умови, да кажеме, иницира проблеми, повеќе школски примери се тоа секако, кои што некако се трудиме да ги бидејќи многу дел од барем од софтверското инженерство е компјутерските науки се аналитички проблеми кои што треба да се решат, да се разглобат, па после да се синтетизира решенија и тоа и некогаш ќе изгледа тешка математика или суопарно, меѓутоа тоа е основата која што потоа во способностите на инженерите им дава можност да решават други проблеми кои што по некаква аналогија ќе ги решат. Тука потребни се цел екосистем кој што Македонија има напори, не се така големи да се раздвижи. Тоа е иновативниот екосистем каде што потребни се повеќе елементи, потребни се финансирање, потребно е акцелерацијски програми каде што ќе се поттикнат идеите да се доразвијат, на некој начин обработат, да им се дадат насоки, бидејќи дали ќе бидат инженери, дали ќе бидат од општествените науки, не мора да бидат тие иновации, технички може да бидат социјални иновации или било што. Имаат потреба, они го знаат доменското знаење подобро на проблемот најчесто и сакаат, имаат потреба од поддршка, некогаш мултидисциплинарна од други експерти или од секако експерти кои што се постручени во делот на предприемништвото и финансирањето и бизнис планови и така натаму. Ама клучен, а секако тука важно е, особено и тој и Васко го спомна, науката. Науката за жал во Македонија е многу малку финансирана од страна на државата до сега. Имаме наназад многу години драстичен пад, скоро и во дадени години непостоечки проекти за многогодишни проекти. Сега има некакви иницијални предвижувања во таа насока, меѓутоа за жал кај нас науката е хоби за ентузијастите кои што сакаат нешто да истражат. Факултетите го гаат, меѓутоа не на начинот на кој што тоа го прават развиените држави. Ќе збориме како развиените држави, како се вмрежува приватниот бизнис, науката и државата за иновациите, односно како да изгледа сето тоа, и тоа сакам да го одговориме, но време е првен за една мала пауза за нашите пријатели кои што го возможуваат овој подкаст. Значи пауза, се враќаме со разговорот потоа. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, после паузата повторно продолжуваме со разговорот. Разговараме со Васко Кроневски, точно, добро да не сгрешам, Nextsense компанија, но исто така дел од Македонија 2025, втор човек во Македонија 2025. Значи со деканот на Финки Боро Јакимовски зборувавме за иновациите и како да се вмрежат, и тоа е вториот елемент што сакам да го доловиме во овој подкаст, како
државата да помогне во сево ова, бидејќи гледаме дека науката не е добро не е многу финансирана, иако се зголемија за некои 5,5 милиона евра дополнително истражувањата, научните истражувања, сега се 11 милиона вкупно милиона евра за оваа година. Како да се направи во овој сектор, пред се зборуваме во дигиталната сфера, во IT секторот, да се иновира, бидејќи рековме дека тоа е иднината, тоа е сегашноста, но тоа е иднината исто така. Кој модел да се одбере за да се спојат државата, приватниот сектор и науката, односно факултетот, што да се направи за да имаме иновации, односно да бидеме конкурентни, да можеме да му понудиме на светот нешто наше и со тоа да заработиме во суштина? Па сега, како тоа го прават развиени држави, нема туку развиените држави, може од суседството има добри примери како тоа го прават. Обичаено се развиваат програми за од сега зборам за науката сам, значи. Има програми кои што се прво определуваат стратешки кои во која насока ќе сака да се развива науката. Тука Македонија скоро усвои стратегија за смарт специализација која што ги дефинира областите каде што треба Македонија да ги устручи своите, да ги вложи своите напори за да ја зголеми додадената вредност. И потоа од кога ќе се определат областите треба да се дури поспецифични таргети, цели да се дефинираат. И потоа во рамки за соодветните цели се дефинираат буџети за проектни повици, па тука е веќе елемент на надпреварување, каде што се со различни проектни апликации, различни истражувачки групи аплицираат да развиваат, доразвиваат, истражуваат во одредена област која што е од интерес на државата и потребна државата. Дали тоа го имаме кај нас? Сега има повици за научни области кои што за научни проекти кои што се во тековне во тек од МОН одскоро објавен, фокусиран е на смарт специализација, иако секако има и проекти кои што се финансираат и од општествените науки кои што се секако важни за државата, не треба да се запостават и тие области. По-широко е, немаме се уште толку фокусирани повици, меѓутоа за тоа треба стварно многу обсежна анализа, меѓутоа верувам дека еве на Србија се уште нема, а има можда на назад 15-20 години доста инвестиции во науката од ранг на барем 50-60 милиони евра годишно за финансирање на Ние сме проект. 5 пати помалку и сега доаѓаме нешто се придвижува, далеку сме од она што би требало науката да добие, но каде е тука приватниот сектор? Дали треба да ускокне во сево ова, бидејќи вие треба да ги користите студентите што студираат како база да ви помогнат на приватниот сектор, па меѓутоа после тоа и да регрутирате од нив, па можеби и да им купите некоја идеја ако се роди при истражувањето, тука се професорите. Зошто ја немаме таа симбиоза помеѓу науката и приватниот сектор и едноставно да се изврши притисок можеби и на државата да свати дека треба и она да се вклучи во цело ова, бидејќи додадена вредност рековме се овие производи. И да дополнам на прашањето претходно. Потенцијалот го имам. Значи, ние немаме други студенти кај нас на работа, освен студенти од УКИМ, би кажал. Повеќе 99% студентите кои што завршуваат се потенцијалот од каде што ние вработуваме кадри. И тоа што го постигнуваме со тој кадар. Јас би рекол квалитетот е добар, од година во година некојаш знае да има разлики, но тоа јас би рекол не е најверојатно проблем само во високото, него е баш она што го кажав од примарното Генерациите што излегле претходно веројатно. И се приметуваат тие разлики, се приметуваат генерацијски разлики како тој квалитет во природните науки. Опак и морам да го акцентирам бидејќи ние мораме се освестиме дека тамо треба да почнеме на вистина со сериозна инвестиција во природни науки ако сакаме да создаваме кадри кои што можеме да ги искористиме. Во делот на иновации постојат и во науката, и во применетата наука, значи иновации може да се прават на сите нивоа. Спојот помеѓу бизнисот и образованието се случува и во заедничка соработка. Тоа не е едносмерно. Тоа не значи дека иновацијата само по себе ќе се случи во рамки на факултетите или во научно-образовните институции, ние ќе дојдеме ќе купиме патенти и ќе го примениме. За да тоа се случи, не ќе треба да имаат маркет искуство, што го немаат. Компаниите го имаат маркет искуството, немаат можеби некои длабоко теоретски знаења во специфична област, но тоа го има факултетот и затоа светот познава грант програми или програми за финансирање на истражување на развој каде што се спојуваат
бизнисот и академијата. Тоа во Македонија делумно постоеше во изминатиот период преку Фонд за иновации и развој, каде што се повикуваа компаниите да дојдат со предлози за истражување, кај што не беше спречено, може би беше на некаков начин поддржано, но не докрај. Во Европа и во европските држави на две нивоа, и на ниво на Европска комисија, постојат повици, грант повици, на кои што може да се пријават компании и научно-образовни институции. На тие повици не Македонија секогаш има право да учествува. Не сме полноправна членка, во некои области можеме, во некои области не можеме тоа да го правиме. Тоа треба да се замени, субституира од нашата држава во суштина. Но сите од национални држави во рамки на Европска унија имаат собствени дополнителни програми. Значи тоа не се единствените на ниво на Европска унија, него си имаат и собствени програми. И они викаат, ние стратешка индустрија, смарт специализација, земјоделие и нешто друго. Ние сега ќе финансираме иновации во земјоделие и ќе ги повикаме компаниите и научно-образовните институции да дојдат да предложат предлог проект дека они ќе иновираат нешто со што ќе создадат производ кој што ќе го пласираат на домашниот пазар, ќе ги направат поконкурентни домашните компании, а воедно ќе создадат производ кој што ќе може да го продаваат и надвор. Тоа е начинот тоа да го правиме ние. Ние го работиме, Ама од Минатата година завршивме сертификација на производ кој што преку 3 години траеше сертификацијата и влеговме во една многу мала лига на 5-6 компании во светот кои што тоа го имаат и тоа наеднаш го порасна пазарот за нас. И колку државата ви помогна во тоа? Ви помогна ли воопшто? Имавме поддршка, Фондот за иновации беше поддршка во процесот на трошоци за сертификација, пошто тоа станува збор за огромни средства кои што треба да се потрошат и морам да кажам ние мораме да имаме таа поддршка бидејќи сите наши конкуренти ја имаат и тоа многу кратно поголемо. Сите иновации во корпоративниот сектор се до некаде донирани или субвенционирани со државна или со европска помош во другите држави. Нашите конкуренти, ако ги гледате нивните достигнувања, скоро секој еден производ што го извадиле бил со поддршка за иновации и развој од домашната држава и од Европска комисија или ако станува збор за Америка, од Соединетите американски држави. Ретко кој работи исклучиво со сопствени средства. Ако добро ве разбрав сега од ова што го зборувате, треба да има да може да се конкурира државата да отвори повици за иновативни проекти при што компаниите заедно со науката, со факултетите ќе конкурираат или со научни тимови од факултетите одредена област кои имаат наука, истражувања што се прават, да конкурираат за да добијат грантови, неповратни средства, значи да добијат за да можат да бидат конкурентни на пазарот и на домашниот да пласираат, но и на меѓународниот да бидат. И тоа е полето каде што државата може да биде и рестриктивна. Да каже, ние ова ќе го доделиме исклучиво на македонски компании кои што имаат поголема собственост од 57% или 100% или како и да го дефинира повикот, може да биде селективно бидејќи ги употребува парите за собствениот развој. Како што и Европска комисија или некоја друга држава е селективна и вика ова е помош. Со своите компании што ќе прават, викаат нашите компании мора да бидат. Не може државата кога прави јавни набавки да го каже тоа, но кога дава грант програми, кога дава донации за истражување и развој, може да го направи тоа. Правејќи го тоа, веќе стимулира да се направи спојот помеѓу бизнисот и академијата, бидејќи јас ако сакам да го добијам тој повик, јас ќе морам да докажам, јас ќе морам во мојата програма за иновација да кажам како ќе го постигнам тоа како цел, како ќе стигнам таму, самостојно или со помош на стручни кадри. Колку нашите факултети, финки сега го зборуваме, рековте ви и општествени науки може да проекти да има и да се шири, не ве земјоделството, не ве сега зборуваме за дигитализацијата, бидејќи тоа е нината во суштина што мораме да загриземе сериозно како држава ако сакаме да фатиме чекор со остатокот од светот, бидејќи сега со инфраструктура дури фаќаме во 21 век, 25 години од 21 век уште зборуваме за автопатишта и железница, светот отиде во не знам каде со дигитализацијата. Колку ние нашите факултети финки колку е подготвен да го следи бизнисот да конкурираат на вакви проекти за да се изврши притисок врз владата, да се отвори малци и да рече да ќе дадам пари, можеби нема ништо да биде од тоа и да изгуби пари, но во иднина од тоа што ќе ги добие со тие иновации ќе бидеме многу поконкурентни. Факултетот активно работи на многу меѓународни проекти. Нас главниот финансирање ни од меѓународни проекти, збориме за научно-истражувачката работа во минатото. За среќа факултетот е
вклучен во многу меѓународни проекти, дали се со универзитети, дали со компании, имаме повеќе различни примери. Така што и искуството пошто таму е секогаш и вештина на пишување на проектот и како ќе се презентира идејата, конкурентноста некаде е многу голема. Со тоа работиме да имаме капацитет да заедно со компаниите аплицираме на многу повици, па да се меѓутоа пред се тоа се меѓународни повици од Европската унија. Најчесто има две програми во кои што најчесто работиме, тоа е Horizon програмата, каде што повеќе е истражувачка, и Digital, каде што повеќе е насочена кон дигиталните решенија. Значи веќе го имате искуството, сега би било само најдобро, например во Македонија да се отворат такви програми и државата малце поинтензивно да инвестира во наш производи, да се развиваат. Да, точно. Нашиот капацитет со години наназад е граден по полека за да стигнеме до ова ниво каде што сега сме. Меѓутоа за помалите, за почетниците сепак треба државата да даде поголем придонес за да ги изгради капацитетите на дали истражувачките тимови, дали на инженери, дали на компаниите да се стигнат и со портфолио, и со знаење како да се аплицира, како да напишат идејата, како да развијат, како да добијат, како да изградат конзорциум, бидејќи многу често на тие проекти не се оди сам, се оди со огромни конзорциуми. Ние сме членки на проекти кои што имаат по 100, по 200 партнери, значи тоа се огромни паневропски конзорциуми. Меѓутоа таму се повеќе за мрежи, за пресметување со високи перформанси. Европа тоа го има многу убаво дефинирано и европските држави. Таргетот на европските држави е во просек да стигне до кај 2,5 до 3% од GDP да инвестира за research and development на национално ниво. Има држави како северните држави кои што стигнуваат и над тоа до 3,5. Просекот е 2,2 мислам дека во Европа. Во истражување од 3% да се... Да, рачунете Македонија, ако е 15 милиарди GDP, дека треба да вложи, ако 1% тоа треба 150 милиони годишно да се вложуваат во... Ако е само 1%, а 2% е 300 милиона. Да, пример, на наши доскорешни... А ние сме 11 милиона. Значи ние сме 11 милиона во науката. Сега тука може да се соберат и други работи, има и фонд за иновации кои што исто има, ама далеку сме од таа бројка. Сега доаѓаме, само да ме подсетите да ме потпрашам после, да имаме ние страв како јавност, кога државата ќе даде пари, например, за истражување или за некој проект, а може да се случи во ваквите проекти да нема никаков успех, да бидат неуспешни, но неколку неуспеха раѓаат после тоа успех. Односно, еден успешен проект ќе треба да ги надополни сите неуспешни. Ти се надоврзам претходно да го завршам. Моментално сме во учесници во една група на цвика EuroHPC кој што се занимава со развој на компјутери со високи перформанси во Европа. И се моментално се збори за гигафектори кои што планираат да изградат суперкомпјутер од околу милиарда евра, што има околу моментално најбрзиот суперкомпјутер има околу 10 до 15.000 графички картички, тој треба да има 100.000 и тоа го планираат за напред 2-3 години. Клучно е кога ќе го направат, ќе го дадат многу голем процент на компаниите без пари да може да го користат за да прават развој. Ќе го дадат на универзитетите исто така, бидејќи ја лоцираат фокусот на технологијата, која што сметаат дека многу заостануваат зад Америка и зад Јапонија, да се вложи во таа сфера на развој на дигитална инфраструктура, која што ќе ги поттикне развојот од сите аспекти, образование, јавен сектор, компании, истражување. Така што визионерски се настапува, навистина чекорите и залаците се преголеми и скапи, ама на резултатот ќе биде можда за многу години подоцна многу кратно видлив. За неуспехот, треба ли да се плашиме како јавност ако неколку проекти не успеат, например, бидејќи ние одма се плашиме дека некој ги здиплил парите и дека ги ставил во джеб. Дали треба да бидеме толку уплашени бидејќи нема прогрес без да отидеш неколку споредни патчиња, слепи патчиња да се отиде, додека не се она што се вика убоде вистинскиот пат. Треба ли да бидеме толку уплашени или малце похрабро треба да отидеме? Тоа е веќе
перцепција, јавна перцепција, верувам дека тие што знаеме дека постојат не само државата, туку и бизнис ангели кои што финансираат многу ризични проекти, каде што се знае дека нема да многу од нив нема да имат успех. Меѓутоа, јас бев како студент практикант во Philips. Philips многу патентира, фокусно патенти. Philips од 100 патенти еден да погоди како што треба, како што е бил патентот за CD, за DVD, ги враќа не 100, уште 1000 други патенти кои што се пропаднати ќе ги исплати. Така. Сега што ризикот е голем, меѓутоа на долго рок Ке предприемачите тоа е проценка на сопствениот ризик. Да. Значи, ке определи компанијата, група на предприемачи дека одредени средства ќе ги стават позади некоја идеја за да направат услуга, производ или било што, и да бидат први што ќе го понудат тоа на пазарот или ќе понудат подобар производ за да освојат подобар пазар, со тоа зголемат продажбата. И тој таа, да речем, способност за превземање на поголем ризик од вообичаено и ги прави успешни, бидејќи сите го гледаат само успехот. Никој не ги анализира неуспесите. Јас ви гарантирам дека нема ниту еден предприемач кој што не изгубил најверојатно во број на обиди, не во вкупен вредност на средства, 10 пати повеќе обиди му биле неуспешни него ли што му биле успешни. Разликата е дека тие што биле успешни довеле толкова дополнителна вредност да ги прават другите што биле неуспешни покриени како трошок и вредни за земање на ризик. Така. Во бизнисот секогаш постои доза на ризик и треба да знаете како да го процените кој ризик можете, кој ризик не можете да го земете. Во јавните средства е малку различно. Кога станува збор дека државата треба да финансира иновации и развој, тука е клучно дали ние сме отчетни, дали сме успешни, ќе покаже тоа кога ќе завршиме. Така. Бидејќи ние не одиме по познат пат, ние треба да најдеме некаков нов пат што не знаеме ни дали постои. Некојаш на крај можеме ќе докажеме дека тоа е невозможно. Така и да не треба да се оди по тој пат. Битното е дека ние тие средства кои што би ги земале, било кој би ги земал, треба да дае отчет што, зашто ги потрошил, како ги потрошил, што постигнал и до каде стигнал. А не дали 100% ќе успее. Ако ние бараме инвестирање во истражување и развој со 100% успех, ние нема да имаме истражување и развој всушност. Имаме само примена на некој постоечко истражување од претходно. За вас е прашањето, бидејќи доаѓате од приватниот сектор, мене што ме интересира, колку малите и средни компании се свесни дека треба да се дигитализираат. Мислам, големите се дигитализираат, тоа се големи системи, работат со современи, најчесто се и странски капитал, повде формирани, односно преземени или влезени во Македонија. Банките скоро сите се, освен една, мислам, две се од големите банки, една е само со домашен капитал, другите се со странски. Они работат како што работат, значи мора да се прилагодуваат како мајките во странство им кажуваат да нови технологии да применуваат. Како вашето искуство со малите и средни, дали компании, дали воопшто се свесни дека треба да се дигитализираат, бидејќи тоа е некако што ќе ние произведуваме чаша, произведуваме, телефон произведуваме, било што ќе ние нас дигитализација. Ке малите, ке големите, да, свесно се појавува кога се појави конкуренцијата, кога се соочат со конкуренција која што применува дигитални технологии во своето работење, сваќаат дека ќе изгубат битката и тогаш почнуваат да размислуваат на тоа дека треба нешто да направат. За жал, повеќето од нив се уште не се сретнале со вистинска конкуренција, поготово кај мали и средни предпријатија во услужната дејност. Кога се сретна со вистинската конкуренција, може би ќе биде доцна. Потребата е апсолутно тамо, сите треба да почнат да размислуваат за тоа, но тука постои и еден јас. Постои јас помеѓу тоа каде е понудата за мали и средни предпријатија, бидејќи пазарот не постои, премалку предприемачи се бават со иновации да понудат нешто што ќе им биде потребно на малите и средните, и многу битна работа кај малите и средни предпријатија, разбирањето за дигитализација на нивните процеси, технологии за производство и така натаму, начин на комуникација со добавувачи и слично, е на многу ниско ниво. Што значи треба да се појави некаков посредник помеѓу, или така наречен дигитален консултант кој што ќе може да му помогне во специфичната област во која што работи, да му укаже дека постојат некои технологии кои што може да ги примени на одреден начин за да биде поконкурентен и поуспешен. Ова е токму и причината зашто како иницијатива Македонија 2025 пред година дена започна агенција за дигитализација на мали и средни предпријатија. Тоа е посебен субјект основан од Македонија 2025, се вика Go Digital, кој што се бави токму со тоа, создавање на екосистем
за дигитализација на мали и средни предпријатија. Едукација и сертификација на консултанти, на бизнис Како консултанти. свесни се ли малите и средни компании или уште во зароди се? Сега се зголеми свесноста. Направивме едукација и сертификација на 15 консултанти. Тие 15 консултанти посетија голем број на компании за да направат проценка на дигиталната спремност кај нив. Врз база на таа проценка правиме стратегија за дигитализација и помагаме со ваучери за субвенционирање на првата мерка за дигитализација, што би се рекло да го завртиме за мајецот или тркалото, да пробат да почувствуваат некаков бенефит од дигитализацијата. Ако они еднаш го почувствуваат, пошто сепак станува збор за некаков вид на предприемачи, ако еднаш почувствуваат дека мала инвестиција донела некаков бенефит, вториот и третиот чекор ќе го направат сами. Али за да тоа го направат, треба понуда, треба консултанти кои што знаат тоа да го мапираат, значи работиме и на поттикнување на малите компании и во IT индустријата кои што ќе создаваат производи за мали и средни предпријатија на домашниот пазар, консултанти што тие две потреби ќе ги мапираат со домашни или странски решенија доколку не постојат, и тој екосистем да почне да функционира самостојно. Не е целта ние да го управуваме, него туку само да го создадеме, да се создаде потребата, да се создаде понудата и да се создаде посредништвото помеѓу двете. Да. Време е за втората пауза, па ќе се вратиме да финишираме со подкастов. Останете со нас, интересна е темава, бидејќи тоа се парите на иднината. Гледаме дека не сме свесни дека може да се прават пари, повеќе пари ако се дигитализирани компаниите. Останете со нас. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, трета третина, зборувавме за дигитализацијата, дали компаниите, малите и средни се свесни дека треба да се дигитализираат, што ќе добијат со дигитализирањето, зборувавме како да се вмрежат државата, науката и компаниите, што треба да се направи дека сепак државата ќе треба да финансира и да не се плашат од финансирањето ако не се врати, односно ако истражувањето не вроди со плод, бидејќи иновациите и напредокот доаѓа по многу неуспешни обиди, па ќе се уводе вистината, односно вистинскиот пат што треба да се одбере. Значи, изборуваме во подкастов со деканот на Финки Боро Јакимовски и со првиот човек на Nextsense Васко Кроневски, кој што е и дел од Македонија 2025. Значи, опфативме веќе неколку теми, но мене она што ме интересира, професоре, доаѓаат ли компании, мали и средни, кај вас на факултет да побараат некое решение, помош, нешто за дигитализација, за решение, или не ве перцепираат дека може да ви се обратат кај што ќе може да добијат мислење, знаење, но дури некој од студентите да им помогне во некое практично решение. Има ли такви случаи? Или? Да, има. Ние како факултет и универзитетот и изминатите години доста се трансформиравме, да кажем, со активности, иницијативи со цел да се поддржи овој процес. Така во рамки на УКИМ се формираат и бизнес акцелератор, за своевремено кога имаше поддршка од ФИТР, се формира центри за трансферна технологија, се формираат дигитални иновацијски хабови и работиме дури меѓународни проекти кои што имаат баш за цел да ги пренесат знаењето, да пренесат технологијата кон малите и средните предпријатија, па дури кон големите кои што исто така имаат предизвик од она длабока технологија или deep tech. Тука има повеќе нивоа, како што спомнавте, основно ниво на дигитализација кое што има потреба да се надмине кај одредени мали, најчесто мали или средни предпријатија, и секако предизвикот на новите технологии, длабоките технологии како што се вештачка интелигенција, како што се data science, како што е пресметување со високи перформанси, IoT, градливи системи и така натаму, кои што секако ние се трудиме да
да покрај тоа што ќе ги отвориме можностите, ќе ги запознаеме малите компании со кои се бенефитите, кои се придобивките со воведување нови технологии кои што ќе ги имаат во нивните производи, работа или услужна дејност. Меѓутоа како тоа да го направат? Правиме дури мали proof of concepts кои што во рамки на проектите ги иновираме за да го реализираме проблемот на компанијата, слично како ете што спомна, че Васко тие експерти кои што тие ги сертифицираат кај нас исто така вработените во факултетите од одредена доменска област седнуваат со компаниите, анализираат какви податоци имаат, како функционираат процесите со цел да се изнајде можно решение и можна примена на новите модерни технологии во нивното работење. Конкретно Финки е Национален центар за компетенции за просветување со високи перформанси, финансиран поддржан од европски проект. Секако во Науким има 2 дигитални иновацијски хабови кои што поддржуваат активности во од 4 аспекти. Еден е аспектот на трансфер на знаење, тоест тестирање пред инвестирање, вториот аспект е на пристап до финанси, помош каде може да се обради за финанси, третиот аспект е вмрежување со други компании и четвртиот аспект е тренинг и развој на знаењето. Доаѓаме до она клучно прашање што сите беа уплашени дека вештачката интелигенција ќе го направи Финки застарен у суштина студирањето, бидејќи ќе замени се што може да се замени, у суштина ќе бидат некои споредни одржувачи на системи кои што за да овозможат функционирање на вештачката интелигенција. Дали Финки се плашите од вештачката интелигенција или тоа сепак нема зима за вас, бидејќи рековме 5000 студенти имате во моментов, дали очекувате да се намали поради тоа што нема да бидат толку нема да биде толку вашата професиите што вие ги нудите? Точно е, во општеството владее таква да кажам таков страв. Ние некако инженери не го чувствуваме, бидејќи сме свесни дека ова е уште една револуција која што ќе ги промени начинот на кој што ги правиме работите. Така што софтверското инженерство може да се смени начинот на кој што се програмира. Може да секако продуктивноста ќе се зголеми многократно, меѓутоа дека ќе изумре и дека ќе престане да постои, не ми се верува, бидејќи тука секогаш ќе има нови работи, секогаш ќе има подобрувања и верувам ама ќе се сменат работите дефинитивно. И очекувањата ќе порастат. И дали ги следите тие промени, односно се прилагодувате? Да, факултетот има голема лепеза на предмети, имаме дел од предмети кои што се суштински го дават јадрото на компјутерските науки и инженерство. Меѓутоа имаме огромна лепеза на предмети, повеќе од 100 кои што дават конкретна стручност во одредена многу тесна област. Од полето на вештачка интелигенција сигурно има 20 на предмети, можда и повеќе, кои што во различни специјални подобласти на вештачка, дали е тоа се за обработка на природни јазици, дали е за машинска визија, дали е за препознавање на облици, дали е за обработка на големи податочни множества податоци, така натаму излекување на рударење на податоци и така натаму, многу е широка и на додипломски, а сега имаме и на постдипломски од аспект на биоинформатика, од аспект на вештачка интелигенција и data science, доста широки, доста студиски програми. Значи, вие на пазарот изфрлате инженери кои што може да одговорат на предизвиците. Сега, на болното прашање, пак ќе се навратиме на основното на што ни е во целиот подкаст. Дали нашите домашни компании може да го искористат овој потенцијал што го пружа образованието Финки во овој случај, изфрла на пазарот, например, ако дипломираат 1000 годишно кај нив, 1000 инженери, IT инженери излегуваат на пазарот, дали можете да ги абсорбирате и да ги ставите во систем кој што ќе бидат додадена вредност, а не само да работат лон, односно да даваат некои основни знаења што се потребни на некои компании кои што се надвор од државава. Дали ние имаме сепак доволно инфраструктура? Ако разграничиме домашни
версус странски компании, најверојатно немаме доволно компании кои што можат да направат апсорбција на таков потенцијал од 1000 студенти годишно. Но доколку анализираме дали имаме доволен капацитет на домашни компании кои што прават додадена вредност за да го адресираат домашниот и странскиот пазар, повторно ќе кажеме дека немаме доволно такви компании. Сите тие работат во некоја компанија да направат додадена вредност, но прашањето за кого ја прават. Во аутсорсингот тие прават за некој друг центар развоен кој што е некаде во странство, они се тука ангажирани да изработат некаков дел од сето тоа. Иновацијата ќе се случи некаде надвор, дизајнот ќе се случи некаде надвор, а ние ќе помогнеме во неговата екзекуција како аутсорсинг компанија во Македонија. Прашањето е дали ние можеме да создадеме идеја кај нас, дали ние можеме да создадеме производ, иновација и да ја реализираме кај нас. Па ако ни достасуваат кадри и да ги нема доволно на тој факултет, ние ќе најдеме аутсорсинг капацитет каде тој ќе биде реализиран. Прашањето на недостатокот на кадри не е во тој дел, него во стимулирањето на создавањето на производи со додадена вредност. И тоа треба да биде суштина не само во IT индустријата, него во било која сфера на живењето и работењето. Како да го направиме тоа? Еве се како вртиме може, во круг некако цело една време. финансиска институција ќе биде конкурентна на пазарот без технологија? Многу тешко. Прашањето е како таа ќе развие технологија за да биде поконкурентна? Дали ќе биде следбеник и ќе копира решение што веќе се докажани некаде низ светот, или ќе проба да иновира со помош на домашните компании, ќе направи нешто различно, можеби и подобро. Тука е суштината во Добро, доаѓаат ли кај вас како компании, доаѓаат ли да сакаме да бидеме подобри од конкурентите? Да. Тоа е еден од најчестите разговори. Сакаме да бидеме поефикасни, сакаме да бидеме поbrзи, поуслужни, да заштедиме, да бидеме попрофитабилни. Различни се потребите кои што доаѓаат. Така, но еве на пример сите Прашањето потоа дали ние викаме во ред јас сега ќе се завртам на пазарот во светот и ќе видам што има за да ви го донесам тоа што веќе го има, или ќе се ангажира компанијата да изнајде нешто ново, специфично за да го адресира тој проблем, и ако успее да најде патерн помеѓу таквите проблеми и решенија, да создаде производ и да го адресира пазарот во целост еден таков производ. Кај нас најчесто компаниите се вртат помеѓу понудата што веќе е развиена од некого и се појавуваат во форма на систем интегратори да го донесат тоа што постои. Дали е тоа поевтино или зошто тоа го прават? Па не знам, најверојатно и од тоа се заработува добро, ајде така ќе кажам. Од тоа се заработува. Јас сум поддржник, многу сум поборник за тука да се развива софтверот за нашите потреби, За жал многу малце се развива. бидејќи ќе се задржат младите. Значи тоа финансирање на проекти што го споменавте пријаска многу пати, сметете дека тие средства ќе одат младите наши да работат истражување тука, наместо да одат надвор. Бидејќи многу голем дел од недобрите наоѓаат или докторски студии или се вработуваат во надворешните универзитети, каде што дали магистерски, дали докторски студии се мотивирани со плата. И тие се фул тајм вработени како истражувачи 24 часа. Пред да почнеме со подкастов, случајот ми го кажавте со вашата кирка дека во Холандија е докторант во моментов. Вие подготовката која го правевме на подкастов, спомнавте за дека само кај нас докторирањето е приватно, а секаде генерално е државно, односно треба да се работи во тимови, да биде финансирана. Може да, но не да биде на тој што сака да докторира, туку некој да го плати во негово име и тоа да биде по фул тајм 4 години платен да истражува, па тоа истражување да биде. Треба ли да смениме нешто во образованието, во концептот, за да можеме да имаме вистински доктори кои што ќе работат на вистински научни решенија, односно на вистински проблеми да решаваат, а не само да имаме штанцање на докторати кои што ништо не значат, освен да едно дара да има пред името и презимето на човек. Дефинитивно мора да се смени. Ете сега, како што кажавте, веќе се појавија научни проекти. Тоа најчесто во сите тие држави оди преку научни проекти, каде што истражувач кој што е вработен со постојана позиција аплицира и кажува дека за тоа истражување му требаат двајца млади истражувачи кои што со парите од проектот ќе им плати, нема да се земе за себе, туку ќе им плати плата на истражувачите, млади истражувачи да истражуваат на проектот. Тоа генерира
многу трудови со импакт фактор, кој ќе подига рейтингот на универзитетите и така натаму, така што многократно ќе бидат бенефитите, едно ќе се задржат младите, второ ќе се мотивираат и ќе се развие индустријата на крајот. И голем дел од стимулациите во делот на даночни ослободување или повластици што се даваат на бизнисите се поврзани со истражување и развој. Значи, ако една компанија вложува во истражување и развој, и тоа може да го докаже на одреден начин, дека дел од своите средства ги инвестирала во истражување или воведување на нов производ, за одреден дел од своите даночни обврски добива ослободување за да се стимулира тоа, за да не биде завртена компанијата да увезува решенија и како систем интегратор да ги испорачува, него да се фокусира на создавање на сопствени решенија. И тоа се прави со некакви стимулации, со некакви поддршки, со даночни ослободувања. И тоа постои на секаде ни светот. А да, еве, например, што би било да финансирате, еве, например, компанија, двајца докторанти кои што ќе истражуваат... И докторанти и собствени ресурси, но тие се посветени, посветени на одредена цел, да создадат нов производ. Така. Значи, тие не се посветени да потрошат одреден број на часови да инсталираат софтвер на туѓа компанија кај некого, тоа не се стимулира да создадат нешто ново. Даночните обврски одат и понатаму. Пример, има многу европски држави каде што бруто платата ако работиш во научно-истражувачки проекти версус бруто платата ако работиш во компанија во регуларна дејност, нето платата е различна. Има даночни ослободувања на персоналниот данок ако некој работи истражување и развој. Па со тоа автоматски се повеќе платени ако работат истражување и развој, наспроти оние што не работат истражување и развој. Има држави што тоа 10-кратно го зголемиле бројот на докторанти со уведување на една таква мерка. Ајде сега пред крајов, морам да се вратам на едно болно прашање кој што мислите ли дека нашето општество е созреано за вакви привилегии на тие што ќе се бават со истражување, да им опрости на пример дел од бруто платата, да односно да придонесите да бидат помалце за да им остане повисоката нето плата. На пример сега 52% мислам дека е официјално е 47, но зависи од стажот, околу 52% е бруто платата плюс нето плата плюс 52% се добива со пензиско и со здравствено. Добива некаде околу ослободувањето најчесто се случуваат во од на персоналниот данок. Така. Но и 10% не се малце, иако е 10% кај нас персоналниот данок. 10% поголем износ на нето плата е некогаш доволен стимулант за некој да се одлучи да остане во наука наспроти да оди во комерцијалниот сектор. Така, но доаѓаме до прашањето, дали нашето општество е подготвено ваква изнимка и исклучок да направи, бидејќи одма ќе речеме, нешто се прави позади грб, се наштетува на јавниот интерес, на јавните пари, зошто ни привилегирани, па што они се важни за ова општество, а што не сум, јас еве копам бавча, па јас сум исто важен како и тој што истражува, одма ќе создаваме една слика дека некој ги јаде парите или незаслужено е ослободен, а другите се обесправени. Единствен одговор за ова е мерливост на резултатите. Значи, ако ние воведеме метрики за да видиме секој потрошен денар во стимулација на истражување и развој во рок од 5 или 10 години, колку вратил повеќе во додадена вредност со тоа, некој што ќе заработи во иднина ќе плати даноци за поголем остварен приход и како тоа го зголемило приходите во буџетот наспроти, ако не сме го направиле тоа и сме биле во подредена улога версус технологии што ги везуваме од надвор, тоа се мерките што треба да ги направиме. Значи, тоа е многу сложена една, кој што верувам дека државата го прави, но мислам дека треба сите заедно. Ние секогаш сме ставени во улога да критикуваме дека еден треба да го прави и дека тој еден не го прави доволно. Сите треба да го прават. Пораката би рекол бизнисите први. Бизнисите треба да бидат драйверот. Бизнисот треба да каже мене ми треба ова. Пред да каже мене ми треба ова, некој ретко можеби сам ќе му го понуди тоа што него му треба. Исто така и науката. Науката вика нас ни е потребно ова, ни достасува ова. Државата ќе каже да, нас ни требаат поголеми приходи во буџетот бидејќи имаме зголемени обврски во здравство, инфраструктура, патишта, треба да враќаме кредити. Спојот на потребите и можностите изнаоѓа решение. Ние викаме да, треба да се стимулира истражување и развој нови технологии, во ред како треба да се направи програма, кои се приоритетите на државата, смарт специализација, во ред како ќе изградиме програма за заедничко инволвирање на бизнисите и науката, ќе направиме таква програма, колку ќе тежи таа, ќе тежи 5 милиони евра, ќе направиме 10 повици во текот на годината, ќе ги стимулираме тие што имаат минимум фактори вакви и ќе очекуваме за 10 години, овој е клучниот дел. И ќе очекуваме за 10 години да имаме трократно враќање на инвестираните средства во истражување и развој преку прилив на
на даноци од зголемен приход во смарт специализација. Ајде да го мериме тоа. Денеска приходуваме X, за 3 години треба приходуваме 3X. Да, али тоа кај нас не сакаме ништо да мериме, но еве последно прашање и за двајцата ќе биде. Доаѓаме до моментот, се школуваат 5000 во моментов студенти, утре ќе работат во некоја компанија. Дали ние сме во позиција Или ќе се замени. и ќе се заминат или аутсорсинг, дали сме во позиција на дупло голо со тоа што го плаќаме како даночни обврзници школувањето на студентите, нешто партиципираат, но генерално ние даночните обврзници плаќаме школувањето, ги плаќаме просториите, професорите ги плаќаме, се плаќаме, значи нивното школување, значи тука веќе даваме пари, утре они ќе работат за странска компанија, најверојатно ќе си отидат, ќе работат, ќе продадат производ, ќе придонесат за некој производ кој што ние ќе го увеземе и ќе го имплементираме и во суштина ние губиме на два пати. Школуваме некого, а тој школува прави додадена вредност, богатство на некоја друга држава, на некоја друга компанија, кој што ние овде ја увезуваме. Дали во таа позиција сме? Има нови поглед. Како родител ќе кажеш, па добро, јас сум плаќал сум придонесувал кон буџетот, па имам право моите деца се школуваат како и другите бесплатно. Неспорно е. Без разлика каде ќе заминат. Така. Они го стекнале тоа право бидејќи нивните родители финансирале со дел од своите приходи, пропорционално на своите приходи, за да они може да добијат бесплатно школство. Како што добиваат и бесплатно здравство. Одлуката дали ќе заминат или ќе останат и ќе работат во на иновации или ќе работат во домашни компании, создаваат домашна вредност или во странски да создаваат вредност во некоја друга држава, се базира на понудата. Понудата во моментов е таа што е. Има многу малце понуда во домашните компании за создавање на домашни производи, има многу голема понуда на странски компании со развојни центри тука да создаваат производи за странски пазари. Тоа се менува со стимулации, со програма. Ние треба на одреден начин да најдеме како ќе направиме стимул да се зголеми тоа. Стимулот може да се прави преку даночни ослободувања. Така, наместо јас да работам сервисно имплементирање на нечиј производ, ќе заработам можеби повеќе преку заштеда на данок, ако развијам собствен производ. И тоа е само еден од најверојатно десетици можни примери како тоа да се направи. Сега доаѓаме до Понудата за нив да одберат треба да се зголеми. Моментално изборот е многу мал. Или се селиме во странство, или работиме во аутсорсинг, или работиме во многу мал број компании во Македонија што создаваат собствен производ, што се најверојатно десетина не повеќе. Има студенти кои што и тука има многу стартапи кои што заборави стартап делот, да. Така што тука има многу за среќа малце има придвижување, точно. Има иницијативни се студентите, особено има и професори кои што многу активно се вложуваат да ги поттикнат да размислуваат различно. Има навистина и млади студенти кои што навистина се многу имаат успешни компании, имаат многу дури и пропаднати компании веќе неколку, па потоа веќе стигнале до успехот брзо, многу мислам во така што тука треба да се поттикне, да се окуражат, да им се дадат убави светли примери, ама секако и да се поддржат од страна на компаниите или на државата. Последно прашање, иако веројатно не може да се даде конкретен одговор, но колку би било доволно, никогаш доволно пари, средства за да се заживее факултетот, да се продлабочи в нејзиното истражувачка улога, односно да речеме да се издигне на едно ниво кај што ќе биде препознатлив со нови истражувања, кај што ќе може да конкурира, да биде конкурентен и да биде препознаен и дома и во странство како нешто иново место кај што има иновации, но и кај што се разработуваат идеи и истражувања. Колку пари се доволни? Па не знам точно колку пари се доволни, ама имаше скоро еден повик каде што баш Европа финансираше такви развој на центар, на најчесто отварање на нов центар во државите на Европска унија за екселенс, центар кој што ќе ги сплоти, дури ќе врати кадри од надвор со цел да се развие нешто. За жал, за разлика од другите екс-Юроп републики, Македонија нема некој истражувачки як центар како што има во Србија, не знам, Винча или Јожеф Штефан во Словенија или Михајло Пупин во Хрватска и така Руџер Бошковиќ во Хрватска и Михајло Пупин во Србија исто, кои што се исто многу
истражувачки ориентирани, имаат по 200, по 300 вработени истражувачи, значи не се занимаваат со настава воопшто. И тој проектен повик од Европа беше во ранг на 15 плюс 15 30 милиони евра за 4 години, кој што претпоставам дека тие го димензионирале некако за да се воспостави, инициира одредени активности за да може да се формира таков екселенс центар во одредена област, со цел понатаму тој потоа да може самостојно да аплицира на следни проекти, секако поддршка некако паралелно од државата, за да се поддржи. Тие големите институти што се како Јожеф Штефан или кои што многу македонци има таму, многу тесно соработуваме со Словенија и другите. Тие таму имаат многу мало јадро на постојано вработени. Можда не знам, 100, можда би имаш уште 500 на проекти докторанти кои што работат. Зошто не можеме ние тоа да го направиме? Што е толку проблемот? Толку ли не е до пари немање. Сега не би рекол дека препознатливост претпоставувам. Мислам дека во некои области го има. И видливост Може би ќе сгрешам, ама изи се да речеме нешто. Изис е таков тип на истражувачки центар во одредена област. Не, сега имаат годишни. Им честитам. Случајно знам. Мислам иначе најверојатно тој ранг не се сепак се по не, но се помали по број, али во светски рамки во својата област се фокусирани и признати. И можеби и одговорот за нас, затоа го земав како пример, за одговорот за нас како софтверска индустрија би било токму тоа. Треба да најдеме насока и многу тесна област каде што со капацитетот кој што го имаме, односно со ресурсите парични кои што ние ги имаме, би можеле да направиме промена. Ние не би можеле во некоја широка област. Значи, ја не сакам да зборувам дека ние сме изгубиле битката со вештачката интелигенција. Не, бидејќи ние ќе примениме иновацијата што ќе дојде од големите центри. Но ние гигафактори во Македонија не можеме да изградиме. Тоа е недостижно. Нити можеме да конкурираме. Точно, но можеме да користиме. Но некоја тесна област за некој кој што ние треба да ја бараме самите, не треба некој да ни ја каже. Во било кој дел од вештачката интелигенција, во различните модели кои што се применуваат, па не мора ни да е тоа, може да биде во делот на мрежи, може да биде во делот на криптографија, во било што, да изнајдеме нешто каде што ќе најдеме заеднички интерес помеѓу бизнисите, кластер на бизниси и научни образовни институции, и таму да започнеме. И тоа не мора да биде голема инвестиција, таа може да биде мала инвестиција каде што со тоа ќе покажеме некаков исчекор и поместување и зголемена конкурентност. Последно прашање, реков дека претходното ќе биде последно, но морам една оценка, блице ова ве молам, една оценка во поглед на овој бизнис, дигитализацијата, односно кај се наоѓаме од 1 до 10 на која во однос на регионот и на светот, како не би не рангирале? Во однос на регионот, јас би рекол Македонија покрај тоа што однадвор изгледа лошо, направи неколку правилни чекори во изминатите 10 години, инвестирајќи во вистински клучни проекти од дигиталната инфраструктура. Тоа не е видливо и не е осетено од граѓаните бизнисите, бидејќи вистинската примена на тоа што е инвестирано не е до крај завршено. И тука ќе зборуваме за основните блокови на дигитална инфраструктура, тоа е интероперабилност помеѓу државни институции, единствен систем за најава, дигитализација на клучните регистри во Македонија, воведување на клучните услуги од оверба и така натаму. Тие се постоечки во Македонија, дури многу пред да бидат постоечки во другите соседни држави околу нас. Но доследната примена во сите области на живење, во сите државни институции е нашиот проблем. Кај нас во една државна институција имате целосно дигитализација и примена, во соседната немате ништо. И кога разговарате, они викаат, па ние немаме ништо. Немаме ништо, а всушност градат бариера да немаат нешто. Кај нас проблемот од 1 до 10. Каде стоиме во однос на регионот? Да, и на светот. Во однос на стратешките делови од дигиталната инфраструктура би рекол на висока 7-8. Добро. Во делот на светот, развиениот свет, би рекол дека сме 3-4. Професоре, ваша оценка на истото прашање? Па, тука околу 6-7 јас малце би бил поскептичен. Има уште многу да се... Мислам, технолошки однос на регионот, да. Да, ама на глобално имаме
за жал многу мала пенетрација во општеството на надвор од одредени сфери, така што тука има простор многу да се зголемат и дигитална писменост и трансформација на работоспособното население да ги употребува модерните технологии и секако младите мислам дека тука доста се веќе вклучени и знаат. Меѓутоа секако постои простор за подобрување, дали на студиски програми во текот да се припремат уште од сам и сега од минатата година започнавме нова студиска програма со земјоделскиот факултет заедно со машински и електротехнички за дигитално земјоделие, каде што очекувам барем дека тие што ќе искочат на крајот ќе ги знаат технологиите и ќе може да знаат што треба да бараат. Тие може да нема да може да направат нов производ, меѓутоа ќе знаат паметно да ги искористат технологиите кои што сега не се користат. Така. И оценката е, например, рековте 6-7 во однос на регионот, а на светско ниво? Во генерално е 5-6 во и за останатите, за инженерите кои што кај нас е, мато е мал дел се навистина би рекол на високо, па дури по технологија, дури предничат и на другите држави, 8 би кажал дека сигурно сме добри во тој дел. Значи човечкиот фактор е малце е тоа. Вие кажавте 1000, ќе се навратам на тема на тоа прашање. Во Македонија реално во IT секторот работат околу 2%, 3% од работоспособните. Во Шведска работат 7% во IT светот, така што има простор уште за раст. Така. За... Значи да се запишуваат на финките има работа. Има работа, можностите треба само да се остварат. Има работа, така? Има секако. Добро. Океј, со тоа дека има работа во IT секторот, го завршуваме овој подкаст. Гости беа Боро Јакимовски, деканот на Финки, на најмногу бројниот факултет во државама и првиот човек на Next Sense Васко Кроневски, кој е дел и од Македонија 2025. Ви благодарам што бевте дел од подкастот. Благодарам. Благодарам. Тоа беше се гледаме.